Моцо, институција, бе, бато! Ево најаче. И здраво дечки, добродојавте во ново видео, добродојавте во најлудото видео во Македонија. Денеска правиме 100.000 чекори за 24 часа. Се наоѓаме моментално во Ченто, со Методи Јанданов Ченто. Значи, што снимаме? Снимаме ги посетуваме сите населби у Скопје за 24 часа. Поентата е да направиме 100.000 чекори. Тука имаме една моја другарка. Сега ќе ја видите, Марија дојде. Значи, Марионка, сите сабскрајбнете кај нејзе. Значи да дигнеме фоловерси, да дигнеме сабскрајбери, да направиме пари и да се пензионираме за 5 години, здравје. Тоа е тоа, значи сега ќе покажеме дека не е фейк видеото, што е поентата. Со што ќе мериме прво со ово, имам 3 апликации у телефонот снимено. Сега имаме 600 чекори, овие не ги важам, пупу не важам, значи ти дат у минус. Тргаме од Ченто, идеме Ѓорче, Влае, Усие, Цементара, Петровец, Кадино, Мралино, Илинден, Бардовци, сите можни населби што може да мислите, у сите ќе идеме. Се надевам и ќе видиме дали ќе стигнеме за 24 часа. Лајкнете го видеото ако ви се допадне и може да почнеме. Па! Андреја пакува опремата и тргаме. Да, инаку сме, кај сум, дај да се видам, кај сум. Инаку, ако се прашувате зашто сме облечени кога да продаваме петарди на Бит пазар, зашто саатот е 7 и грч ладно е, мислам на госпожава не е ладно дека, ама што си сигурно си е сигурно. Кој си носи јакна не наврнува. Са Бајлево се меревме ја и Марија колку кило имаме, малце вака раздалечиво. Тука негде ќе има некој ефект ставено кај ќе видиме колку кило имаме и прва станица ни е центар кај што ќе јадеме, зашто не сме јадени ништо, не сме ни спиени како што треба. Кажи нешто, ајде ти се. Јас пија. Од 10 се легна. Ти го спомена? Јас имав TikTok до 12. Да, јас сум иначе и тиктокер и јутубер, мастермайнд, маркетинг блог, десна на бензинска, значи, што зема? Вака, значи, not sponsored, not sponsored и not sponsored исто. Добро, брат, нека ни е Господ на помош и се гледаме за некои 20 минути, валјда. Посредни во училишта се идат на часови, они ги знаеш, брат, часови, брат, брат, ајде. Значи, еве сме у unknown zone се вика, ја никад, брат, не сум знал дали ова автокоманда или Ченто, брат, што спаѓа ова, брат, или мажари? Што е, брат? Не, Орман, брат, у Волков. Што се збораме лјавце? Моментално е хаос и гужва и сега сме на автопат. И сега ќе дивљаме по улица, ќе поминуваме тука. Значи, кај што не изгрева сонцето. Дали ќе не удри автобус или кола или такси. НЗ. Дидам ја прв или... Па, имаш Ала, брат, ја ти реков, брат, убаво низ Маџари да идеме, а ти се правиш паметна. И сега, брат, пази, зашто ја тука некој ако сврти десно, ако сврти од некој тука десно, ќе ни влезе лесно. Саатот е, колку е саатот, Марија? Саатот е 7:40. 7:40, еве на Марија позивната, колку е само бендисана, има слика од сама себе на телефонот. Идеме центар, најаче батице. Кажи нешто, брат. Автокоманда, мала бара, пуна алигатори. Алигатори, брат, ај, направи 10 слека за муабетов, ајде. Ајде, еве ти тука на шипки. А не можам рака? Абе, ме занима, бе, брат, ајде. Абе, не ме занима, брат, 24 часа. Снимам напред и 10. Снимаме, ајде. Значи, лајкнете да го сагате 90 дена трансформација се направам како урко, сега сум паднал малце, ама нема врска. Еве, направам. Ја 10 слека за што Марија неќе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пробам и 10 згиба, не знам дали ќе можам, ама ќе пробам. Ова! Сме 8 саат. Изгейт. Идемо батице. Пасала сум ко Лил Феодорачинова сега се јакна. Ајде, баба, тонск. Се договоривме, тоест она одлучи сама, своеволно едногласно, дека ќе јадеме у фитнес хаус. И вајде ќе ни дадат да снимаме, ако не ни дадат па преку К. Што би рекол Тони Михайловски, ме боли курт, брат. Ја уште од сега смрдам, брат, а камоли сум 24 сати. Марија не. И така тука да не снимаме предизглед да не не тужат, што знаеш, они се многу јаки. А ние сме јаки, појаки, бато. Пали. Сме на бит пазар, на битка, после битка, се битка
Се битка не можам да ја гледам веќе 2 сати, главата бумбар ми ја напише, све ми раскажа од праисторијата на векот, значи до утре ден се нека ќе се заколјаме. С некој на мене ќе ме заколје, ја ќе ја дозволам да ме заколје. И јас сваќам дека не ми е војсот и рекордингот пуштен, не знам зошто. Сега ми е пуштен. Така да ако има малце аудиото, не сум ја крив. Идеме битка, идеме дале за исте паре. Марија, кажи нешто ти. Гладна сум, ќе зборам после. Стигнавме у фитнес хаус, луѓе, и идеме сега, тука има некои јајца и уште 2 јајца, едно кељаво јајце, едно јајце со коса. И се надам дека нема да падне телефонот, прво мака да го држам. Покажи колку чекори имаме направено. Да. Сме? 12.000 човек. Значи на некој 10% сме од челенџот, а саатот е 9 саат бајле. Имаме добар почеток, сега имаме дали ќе продолжиме со тоа темпо и сега ќе гнетеме малце. Еден тест на јајцава. Со сите суплементи. Марија суплементи. .кој.јас. Инаку, да нејате бурек, абе брат, знаеш што се стеѓали чекори, ово она. И тој ќе го коментира дека го копираме Сини или некој друг, да ми го причи со джамче зелено. Имаат правено дека така видео? Нема пешки немаат правено, брат, така да. Тоа е тоа, значи, јас се најадов што сум стока невидена, да не сум видел јадење. Госпожава јади уште. Јас скоро јадам. И така. И сме сега Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, Карпош 5 ќе ги поминеме сите. Тоа принцип се најававме ко волови. И сега имаме енергија. И сега сад пием лимунаду. Онда ќе оставим телефон да ми се пуни. И овој ќе да ми донесе паре. И онда идем на курве. Не, шал, немате такви неморални работи да прави. Идеме пешки до стрип клуб. Ако ви се допадне ова, пошто реално мислам зашто да не ми се допадне, мислам види какви две фаци има. 1000 лајка и идеме пешки до Врање. Значи отприлика 2 дена ќе ни треба. Така да ќе идеме у Врање, таму ќе купиме некои патики ефтини. Ќе ги замараме тие кинезите, може Јанко ќе го најдеме, брат. Јас и Марија на крајот на челенџот. Вака ќе бидеме. Даде парите пичката материн. Искочев од еден трговски центар овдека во Карпош, нема да им даваме името што се прават многу важни нешто, не можела да се снимам натре. Знам те тога више нема. И сега идеме на Кевлае. Поздрав до менаџерката каде што работев јас во тој мол што ми дозволи јакната да остам и сега ова да ја го правам со цицките вака. Так. Се надевам дека ќе спуштаме на 3 кила денеска. Колку? По 3. Поише мислиш? Помалце. Брат, ако идам у веце. Добро, кило и Стомашите да ми се гледат кога ќе искоча. Многу битен факт за вас, да, знам дека ви промени многу работи во животот, сега ова што го дознавте. Сега да им кажеш колку пати идеш дневно у веца. Седеме на Кевлае, Влае, Ѓорче, Хром, поминеме тука си ја земам јакната и ваља ќе идеме на Кечаер, пошто математиката моја, кој увек не се совпадна, и искочи дека многу сме брзи, ако продолжиме со ова темпо, може и 12 сати ни требаат. Мада не се знае никад, може ќе скрши некој много од нас по пат. Јас со бившите. Стигли сме у Влае, бато. Влае. Сега десно е текоа улица таму Франц, не знам, Фердинанд. Ние нема да има десно, ќе идеме право, брат, у Ѓорче. И ти имаш задача сега кога ќе гасам камерата да упалиш таму локација до Кокта, као да стигнеме до стадионот. Што јас сум заборел, иако мислев дека сум многу шетано дете, знаеш? Моцо, институција, бе, бато. Сега додека сме хајтнати, дека имаме енергија уште, нема да ја трошиме толку, ќе чуваме интересните работи за после кога ќе паднеме малце, за да се дешава нешто, пошто сега уште е рано, реално ја забегав со гимбалот, да ми пукне некоја кола. 10:30 ние сме ahead of our time, значи пред времето сме. Ја уште го фигурирам ова. Подобро ќе беше GoPro да имаме, ама ако лајкнете и ако се сабскрајбнете, може спонзорите ни дадат GoPro да нема И така идеме од Влае побрзо дека зашто не ми се многу Влае да ви кажам право и така. Марија ме дупи цело видео
И таман ја ќе почнам да зборам нешто и она као, знаеш, да, и ќе изгасам камерата и тек тогаш почне да прави некој интересен муабет. Така да, professional гасер. Кажи, јас јапам цел ден на Јас, Моно Алекс. Ајде, Моно Алекс. Моно Алекс. Касио на зглобот, пешки на асфалтот ролам. Да, пешки, пошто немаме BMW, пешки идеме. Се уште, coming soon. Што сакам да кажам, брат? Роден ден не. Омилен модел на BMW. Направи еднаш кажа. Знаете што ме фура кај нешто, сега ми текна ствари, сега правевме муабет. Значи ништо не прати од TikTok трендови. Значи јас мислир 23 години ќе пунам сега. 23 години гледај што правам, брат. Најак. И ја ги пратам сите TikTok трендови инаку, да. Многу сум активен на TikTok, тука имате тинг профилчето над Марија главата. Она не ги прати ниту еден од TikTok трендовите, што знаеш, нема време, она многу пари прави. Не сам ја на телефон. Да, она стои на телефонот, не седи на него. Ако седне ќе оскрши. Види како. Фит, мис фит. Ако сака некој да го тренирам за женски. Да. Мисфит. Јас може да закажам тренинг. За женски е само. Се идентификувам како женско. Еве сме у Влаја, Ѓорче, у Хром, не знам кај сме. У некој кафич, дечко што работи е многу фин тука. Марија што нарача, ја што нарачав. Метак не одбија. Види колку брзо го испи она кафето, не ја до кај си. Значи јас кафе шмркнала на брзина. Кафе холик. Не пијам кафе иначе. Professional? Не пијам кафе. Professional? Ја Не пијам кафе. Професионал не пијам кафе. Да, малку заглаевме. Треба да појачаме темпо. Ако сакаме да стигнеме до посакуваната цел, како се вели. Да. Иначе стварно не пијам кафе, затоа го шмркнувам за 2 секунди. Кој те праша? Ајде залипи мишава. Ајде залипи мишава. Како нагоре? Да иде во клип. Респект. Појма немам кај сме. Апсолутно појма немам кај сме. Јасно. Тодор Џипковски. Брада пуштив додека да стигнеме до Ѓорче. Најак. Инаку сме во Ѓорче и седнавме тука на една клупа, пошто имаме... Колку имаме? Имаме 20.000? На прескрица, бе, личам на прескрица. Да, у ушите. Ај, дај ми степс до кај сме. Дај нешто, ајде, работи нешто. 19.6, а? Дај, сврди. Чи да го рефрешнам? Ајде, рефрешни го. Пушти го да дувнеме, го држиш од преска. Тајзи, слаткаристика, будало. Жими, брат. Кога дува кралот. Ајде да правиш сега скекови. Значи сега имаме утринско разгибавање. Ќе правиме пропаѓања, зашто ние пропаѓаме цел живот. Ја е Марија. Тоа сега прави Марија. Не мора, опа! И онда кто? Опа. Идеме далje. Ова сме професионален клуб на дилбери и ние сме јаки у екипата од дилберство. Гледаме тука од комши некој да не види, да не фрли корнишони. Сега ќе пробаме на овие мајмунски стапови или monkey bars. Малце срцето ме удира. Опа! И онда кто? И ја му викам, немој, не се пентари, ќе паднеш. И опа! И оп! И онда кто? Еве некој склеки ќе направиме. Склеки, опа, опа. Склекове можам до утре да правам, ама не дека се фалам. Ама чим се пофалив. И така. Тоа е сега. Значи тука може да видите покрај обала у Ѓорче. И тука ќе иде еден графит. Имате. Со тебе би се криел до крај на свет. Значи тој сакал да искаже љубов у моментот, ама не знал како. И зебал да шкрта под зидови. И онда кто? Сега ќе идеме у Хром, како се вели. И после тоа ќе ви снимаме од таму. Да. Може да се клацкаме со Марија ако сака малце. Дали помине времето. И онда кто? Ќе се клацкаш? Опа! Оп!
Кој? Ти. Шири, шири, весели пешкири. Боса ја, боса ти. Некој се сокри. Оба. Не си интересна, брат. Кажи. Ништо од коцкањето, па не е интересно. Па не знаеш да го направиш интересно, вировен Што да кон. го направам Уј, полека. како е? А ти јебо племето ќе ти гебо. Абе, треба деца да прават. Па не со мене, шо ми е? Ама ми израста, брат. Имаш фаул тука, судија. Имаш фаул, значи, еј. Педер, судија. Хром. Немам, брат. Нема. 20.000. Добро. Покажи го тоа move goal што ми стигна сега, пошто од мојот телефон. Сврди го вако, го зумбире го. 200% од тоа што треба да испечеш од него. Ево и сега и вако една. Хром, Тинекс. Сега ќе идеме по Теодоси Гологанов, значи сега ќе ви кажам. Навака по оваа улица до Даймонд. Кажи. Од центот до Хром. Со синкителом. Синкителом. Види колку ѓубре има, брат. Синкителом. Бабо! Бабо! Бабо, види ме, бабо. Види ме кај сум, бабо! Абе, гледај како е зелено. Јас мислам, Не, шо не? тирки. Иркизно е. Абе, малце како со пиво да си ја намачкам. Малце. Егај, Ти со мачката преска, бе? језда таа по континерија, јас си ги измив рацете, не си го фатив лицето. Косата си ја фати, не знаеш. Козле. Нема цена ова. Значи дојде до Козле, сега има тука една локација бам Козле. Да ми ја донесе јакната и да знаете дека ова е вистински другар и пријател. Знам колку ме пцуе, брат, сега. Така да идем да се освежи малце. Како ги подкупувам ја другарите и сега минг минус 70 денари. Халау. Како се држиме? Не се држиме. Капиштец фронт. Брат, тешко ми е многу. Не знам зашто. Она прифати, пошто беше моја идеја. Она си се смее, брат, као да не поминала 30.000 чекори. Идеме во Даймонд. Не бев муждане, сакав муждане за идеме, ама она почна да цмиздри. Мислам, ја ќе цмиздрев. Ја ќе цмиздрев ако беше да одиме. Ама сега сме петок сабота, денеска не толку. Идеме во Даймонд нешто благо да јадеме и да правиме на рекапитулација да се напуни све што имаме од видео опрема. Така ли е, Марија? Ви колку сме побои вака. Прекрасно. Ај кажи нешто. Нешто. Смокличка. Кај ќе јадеме благо? Што ти се јаде? Да го ставам на тело. Имаше опција за шамар. Значи, ставам квота 1.10 дека ќе ми залепи шамар до вечер, да. Да, иначе сме на некои 27.000 чекори и реално ме мрзи да ви покажувам више колку чекори имаме, дека не стигнам до 50.000, не ви покажувам ништо. Не фејкаме, значи немаме ни батерија, немаме ни ништо. Фејкаме, нозете ми паднаа. Значи све си има тука стратоскоп, стратометар, ректално, анално, што мери колку чекори имаме на. Шо? Не знам ја што кажа, брат. Даји ми сунце, што се случило, пусте суто, поле раде и барикаде, измеѓу нас. 31.000 чекори се и кидат тука, да, кидат тука. Нема батерија, Марија веќе е у офсайд со батеријата. Еве ги. 30.500. И негде сме на една, да, на една третина сме скоро од челенџот.
За некое чудо госпожава има многу поише енергија од мене. Не знам како. Never get tired. Never give up. Never back down. I'm gonna smash your boy. Bring me the fucking champion. Conor McGregor. Ќе најдеме тука ваljу кисела вода негде некој pre-workout нешто да земе да не дигне, пошто и кафе пиевме и јадевме и ти пиеше кафе, брат. Не знаеме колку завчера да беше тоа, брат. И што сакам друго да ви кажам, да се дигнеме малце морално и спиритуално. Она не смрди се, наш приса со парфемот Diamond, ја нешто офлайн бев. Сам со себе почнав да зборам. Се криев у WC. Сега ќе тргнеме да испушаме на цигара, ја. Немој да пушите цигари. Значи како Марија видете фит, сегни бицепсот. Не може на варак. Повредено. Повредено. Гледате? Такви треба да бидете, а не вакви како мене. Come on. Ај сега, да го... Майкл Джордан. Напунивме батерии напунивме. Ало. Тука сме уште у кисела вода, малце заглаевме, пошто мораше да пуниме све и свашта. Ево, и сега идеме на цементара. Имаме батерија што е добро, така да може малце да ви збориме поише, пошто не немаше едно добри саат време неколку населби со снимањето. И сега имаме батерија, така да може да ви збориме. Што ќе кажеш? Снимавме у кисела вода, ќе му тепаше. Добро, снимавме со... Ќе го бутнам сега пред кола. Снимавме со едниот телефон. И сега цепаме. Ќе ви известиме ако имаме некоја јако инфо да ви кажеме. Така ли е? Така. Цементара, Моно Марија, Моно Андри, Моно Кристина. Моно Алекс. Се гледаме у аеродром. Измеѓу аеродром Ново Лисиче и Лисиче. Уште е ден да фатиме некои снимки од крстот и еве сме ние неверниците. И сега да гледаат сите луѓе тука од школиве, мислат кои се овие двајца будали. И сега кидаме. Кој селјак пробат. И сега идеме у Ново Лисиче, пак идеме на Кванташки, пак идеме у Маџари, идеме да јадеме после тоа, да собереме малце енергија и ќе играме една игра јас и Марија. Куќа ќе играме. Многу јака фора. Не, се шалам, ќе играме нешто, ќе смислиме така да... See you around! Елело, у Ново Лисиче оркестар спремен, ракија тече, ме засече пиво, се влече партија, карти, сонцето сече, кога пука, козметика, заедно со единствена опција, во НЛ, ритмот е брз гол, трчам ко атлетика, стари коски. Седнавме у Ново Лисиче, мируваме во времето, чекаме да се стемни, Ушта и брат. Не си ги осеќам нозата. Дај на луѓето малце да видат колку чекори. Вера, Најди барем малку време, помисли на мене, сети се на нас. Еле, мајсторе, вената на главата ми искаше буквално тешко. Уште сонувам за те. Ово е фейк, брат. Нема шанси од цементара до тука се толку чекори. Това е, брат, сами си го баравме. И 1000 лајка и се соблакам гол, не. 1000 лајка. 1000 лајка и 1000 лајка кучиња. Од лајка. Идат пешки со нас. Не, 1000 лајка и снимаме а, пешки од тука до Врање. Го кажав тоа пресход, не знам што сум кажал. Не знам дали го кажав.
И да, Крени го телефонот. не можам бе брат да кренам ништо више да кренам, еве ти го кренав и. Така. Кај сте бе? Кај сте бе брат? Гледаш што сме повели. Не смрде. Стварно не смрдам. Не смрде, јас смрдам, ја осеќам. Мајца. Не смрдиш на ти. Стварно? Да. Гледај како се тешиме и двајцата. Прекрасно, браво. Новиот Калистеникс парк во аеродром, а ние немаме сила, се прашувате дали имам грам памет, дали немам сила брат ни 5 згиба да направам сега со Курчев, Приеска, брат Приеска, са бајле беше тоа. Име да го тестираме новиот парк и се надевам овиот стрит воркаут Македонија дека нема да дојдат да ми го исчукаат гзот, пошто поима нема. Ете. Ја не верувам у мене. Колку има 8? Не може. Не можам, брат. Не можам, брат. Нема шанси, брат. Не сум ни гледал никад. Ајде, пробај. Ајде, добра си. Топло препорачувам на сите што вежбаат стрит воркаут или што немаат кај да вежбаат. Значи има јажење, има све, додека не. Не знам овие дали смеат да се Јажињата? Не, мислам дека се оставени тука за вежбање, така да ми нема логика да се вака. Овие? Ние збориме за човекот тука. Ние збориме за човекот тука. Викам овие стрит воркаут Македонија. Ајде, сега ќе видите кого начекав јас тука. Значи главниот на стрит воркаут Македонија нема мај. Он е главен, бе, ја па кажувам дека главен. Еден од оставачите, значи ја јадам бурек, викам само да не ги начекам овие стрит воркаут Македонија, дека Пепел ќе ме направат, брска немам ја. Ја ме начека. И ме начека брат, сега и сега ќе му дам челендж, ја на него. Ако е за, кој ќе направи поише сликови. Ајде. Само ќе намести Марија сега, па ќе видим. Сега он е домакин брат, тука не сум домакин, пошто ја не сум вежбаш, не сум ништо брат. Он е реално доста спремен. Му дам на домакинот предност. Он да иде прв. Ја ќе му бројам. Идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Одмор. 1, 2, 3, 4, 5, 55. 1, 2, 3, 4, 59. Имаш лагано, имаш. 60. 1, 2, 3. Можеш, ајде. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 69. Да го ли гицкам треба се. 70. 1, 2. Гледате колку е физички спремен, луѓе. 73. Браво. Реално многу јака бројка со оглед на тоа што више у пола тренинг како не јаче го фатив ја. Фатив брат, он тука се истопи, правеше и разбој, све правеше. Добро ферски е, пошто ја имам 40.000 чекори направен до сега, на пола пасум, така да не можам да се вадам ако изгубам. Да, ја ќе се придржам после на кардиото. Немој брат, не сакаш да знаеш колку е тешко. Колку направи 73? Ја давам некоја бројка од 50, мислам дека е доволно за некој што не вежба. Стално што не вежба. Ти кажувај брат, дали сум добар со форма? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. И светло имам, еј. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1,
53, а? Да. Тешко бе, мамо мој. Ајде, 7, 8, 9, 6, 7, имаш. Имаш, 6. Ау, маме мој. 2, 3, А! Фак. Бра. 6, 3. Реално спремен е секој ден вежба. Значи, посетете ги Street Workout Македонија, обавезно најаки дечки, најспремни. Тука нека го стави. Тука нека го стави, тука ќе му иде вака над главчето Инстаграм од него. Така да, што ја кажеш, дали е добра формата и дали е добра бројка прам со оглед на тоа што не вежбам толку. Брат, топ. Само уште малце минимално можеш да се накачиш горе лактите да ги испреш, подиспреш, ама топ е, длабочината е супер. Само прикачување уште малце погоре. Реално да. Значи, лајкнете и пишете во коментар ако сакате да дојам да направам тренинг некад со нив, да ми го искинат гзот по шоферска, немам брат, ја. Значи, направивме склекови и сега ставаме пак да се понат работите, зашто многу брзо се троши батеријата и дока се напони се, па после тоа ќе цепаме неке маџари и хиподром. Значи, ова клипујте го. One day or day one, за година дена, ќе правиме муавет. Ајде така. Сега ќе играме една игра со Марија. Значи, после мала пауза пак на пунење батерии, зашто сме фейкери, немаме батерии никад. Ај ова стај го од другата страна? Која бе пиле? Ова да можам да... Не, како сега, да све сакаш и ја да правам, и ова да држам и да зборам и да те прашам. И не можам све, брат, значи не ме форсирај толку. Сега идеме на хиподром, тоест на маџари прво. Не можам од ова да одам до тебе. Чекај, брат, ајде. Држи, значи, таков пацер како Марија не се раѓа. Што е тоа пацер? Шмугле. Што да направиме да ни биде интересно, тоест нас не ни е интересно, брат, више ништо. Само се заврши ова. Не ми е интересно. Саатот е 5:45 и решивме на игра да направиме, тоест игра. Прашање и одговори. Чисто да не запознаете малце поише, ама да видите дека сме тешки делајли. Тие што не знаат поуше толку знаат дека сме тешки делајли. Така да Марија може да ми постави 5 прашања и јас да ги одговорам. Додека идеме пешки, да не помине и на нас брзо времето. Сакаш ја да превземам? Ајде да превземам јас. Прво прашање. Да. Што би направил ако ти дадат 1 милион евра, ама мора да ги потрошиш за 24 часа? Знаеш šta, песната однучи курве пара и дрога, не знам šta ću без тога. Не никако. Што би направил? Брат, би земал некои некретнини. Што ти е? Шта ти е ебал телет? Шта ти е? Би земал некои недвижности, некретнини, готово е балканска сцена отидов. Што да и бака прасе нула, брат. Некретнине. Би земал некои недвижности, брат, и е тука позади ова некоја бесна кола и би ги барал другарките на Марија кај се. Ајде, прашај го, брат, ти нешто друго. Ако можеш да се вратиш во минатото и да промениш една одлука, која би била? Да не почнам порано да снимам, искрено. Зашто по-луд бев пред некоја година, 2-3, отколку сега, мада и сега се држам, не се давам. Добро, ако можеш да... Погласно! Можеш да вечераш со некој човек, жив или мртов? Кој? Со мртов. Ами со кого? Па со мртов човек, брат, со жив би можел, кога сакам да... Со која ти е? Па човек мртов има е, брат, што ти човек. менја? Со Ферус, он е мртов? Да. Со Ферус, брат. Ферус Мустафов. Добро. Да. Твојот живот беше филм. Како би се викал и кој би те глумел? Би ме глумел овој... Како се викаш ова глуми у Skyfall Джеймс Бонд, овој истиот што глуми 100 пати Джеймс Бонд? Не знам, тој стариот. Да, бе, брат, меба матер, не знам како се викаше. Не знам, брат, како се викаше човекот, знаете, те убавиот, плавиот, се плави очи, само тој има коса, ја немам. Ама тој би ме глумел, брат, и зашто би ме глумел тој, пошто
Јас сум фантом на градот. Навечер искачам од темница. Ау! Добро, што мислиш? Каде да Затворените базени. Мислам све најдобро нека се отворат, да се бањат луѓето. Што мислам? Што мислиш дека најмногу девојките грешат кога се обидуваат да заведат машко? Брат, мисла дека сите машки се наивни, а што сме глупи брат, створења јебига. Така да не мислам ништо брат, не сум јас по таа тема брат. Што би рекла таа слаб сам увиц. Не се разберам ја брат толку многу тие работи. Да, јас сум поише по пешки дења. По машки. Да. Да. На маските се брат, на маските се. Ајде да прашуваш ти се. Ај подржи го. Каубава, држи го. Дај телефон. Мојот? Па не можам и аудио и видео и све, пратив на Viber таму, на Viber, што би рекла старите. Viber? Како дојде на идеја да снимаш на YouTube? Не знам, човек одамна од мала сум имала идеја да снимам за YouTube и никогаш не сум почнала. И досадно ми беше и со другарка сакавме да снимаме, односно јас сакав да снимам, сакавме да имаме спомени и така. Така почнав Прекрасно. со идеја за YouTube. Што прво правиш кога ќе станеш од спиење? Крени го повисоко телефонот. Пијам вода. Знаеш што е мода? Јас. Ќе не удариш бе братко. Да. Која песна моментално не ти излегува од глава? Бейбе. Бонес, не знам како се. Бонес екстази, таа. Да? Да, значи пратете германски рап, луѓе. И Максим. Ти клафиту мене и каме капеа, ки цело Куманово. Што никогаш не би изала ни за милион евра? Искрено мразам Макдоналдс, ама ми го ставаат во салата, така да за милион евра што не би изела. Не знам, не ми текнува ништо. Како бе брат не ти текнува ништо? Јутубер си бе брат, кажи нешто, мора да ти текне, тресни нешто, направи некоја фаца кој ме не искриви се. Која е твојата најголема мотивација во животот? Моите Сама родители. Сама себе си сум најголема мотивација. Дали менѓушите ти се custom made? Не, добро, нема врска, окей. Најнезгоден момент у твојот живот? Неизгоден. Да. Како незгоден? Не знам. Па не знам, незгодна кога си се осеќал. Може. Незгодно. Чекај малку. Најнезгоден момент. Да. Крени го повисоко телефонот, двајца црнци да те фатат на сред улица. Срамота. Джел. Ќе те пријавам за Јају. во полиција, да знаеш. Чекај брат. Пешачки е? Моли нека чека? Па на него му За добар задник секаде е пешачки. Тоа се однесува за мојот, не прави такви фаци. Мојот прекрасен задник. Дај го покажи. На Кванташки сме и пишете во коментари дали сакате со Марија да отвориме тезга на Кванташки 24 часа да продаваме компири, пипер, патлиџан, чушки френки и остало. Кој прв мрдне е геј? Да! А ти прв прдна. Не, прднав брат, мрднав. Ти прдна брат. Ти да прднеш брат. Му украдов форава брат на Вања Лайф, нема врска, нема да се љути. Требаше да кажам, јас мрднав, ајде да се облекувате се. Ма нема женските така. Кино Маđари брат. Да. Знае брат, види бе, и фаци сме, ми се. Ще да видим на степс. Сте бро. Преинтересно. 42 брат. Значи, не, ова кај мене не е точно. Значи имаме више некоја параноја Пошто... дека апликацијава не лаже брат колку Не се гледа, се гледа. се гледа брат. Мислам дека апликацијава брат не лаже, направи скрин. Значи од преска човек идеме, преска имавме 30.000 ушо кисела вода која бевме.
Седат му маđари, брат. Инаку, пошто само некои глупости јадеме од преска, некои благи работи. Сега ќе идеме кај мојот многу добар пријател Пецо Исток, у Пица Исток, у Хиподром и ќе јадеме погојте што пица. Многу нормално. Што очекувавте да јадеме? Што е бри? Ам. Пеналче. Да. Курна реш. Значи насилна веќе стана спрема мене, не може ме трпи. Он ме закача. Мамо! Биба се гаджа, а... Андреј ме закача. Не брат, најако е она близко. Бабо! Само едно вакво на ден да пиеш. Ама денеска е посебен случај. Boys like this. Ќе умре брат, не може да функционира. Значи имав повреда на ногата, сите бак, наоку дека бе. И се ексира и пиче. И ова е побава од преска. Значи ова е второ брат, ја едно испив, така да рачунајте кој хасел е ова моментално. Тишина се снима. Значи влагаме у Хиподром. Тука малце смрди на континери, ама не морска. Идеме директно кај Пецо пицерија. Да видиме што има, како има, дали кој работи, како работи. Види, добар мирис има за почеток. Кој сака, малце ќе му го бутнав моторот, ама нема врска. Браво. Кажи ми, газдата тука ли е? Ајде. Да си дојдете у Хиподром. Види, че има добар мирис од надвор, значи дека ќе биде добра пицава. Не те фаќам тебе, уживај се. Му казвам што се може човекот се држи снима. Се снима со камера, па ќе дојдат полиција. Сега те фативме. Сега да Марија ти? Шо, две пици ќе јадеме? Или сакаш една голема по пола? Една голема по пола. Пецо брат, пица Исток голема, може? Пица Исток голема. Ајде. Дечки, ќе имате лайв тестирање овдека, да си дојдете и да си видите. Значи, ја кога ќе ви кажам дека е добро, добро. Така ли е, Марија? Така. Ај се удриме, пошто гледам дека сега ќе мудриш. Ајде. Што ни даде пеца, не витаминира. Не јача за до после. Така да топло препорачувам да дојдете тука и да ви даде на вазотовија суплементи листа. Не престана да звони, леле. Кажам му гази по горе. Инаку, уште сме ке Пецо, чекаме да се направи пицата и фан факт почна да врне. Така да, сега моментално стана уште дупло потешкова. На здравје. Пардон, немачка култура. Се топи. Готово не е проблем. Да го погледнете. Значи, изгледа феноменално, сега ќе ви кажеме за брзо. Што ќе кажеш, пицата си звонеше, ја мислам. Пицата зрн, не прекина да звони. Не прекина да звони, значи Пица Исток у Хиподром, Пецо испадна легенда, значи како тазени инфлуенсери, не ни зема пари, така да одете ке мене на TikTok да видите многу лут TikTok снимивме, очекувајте наредна недела некоја многу јако видео со Пецо, кај што ќе изгрми ме. Ај така, сега иначе врне. Марија како печурка се направи, нека каже нешто. Врне. Како и да Инаку, never let you down, инаку скачаме од Хиподром и идеме на ке Петровец сега. А нели имаше и друга рута? Па, идеме, ние па кај ќе стигнеме, Тоа е. Склопи го тоа. Лута сум од Андреј. Трубарево, 50.000 чекори, ајмо, батонги. Искачаме од Трубарево, саатот е 9 и планираме до 12 без стоп. Така да ме мрзи искрено и бубици да ставам и гимбал да палам, така да ако се тресе ова све, апсолутно не ме занима. Инаку ја земав Монстер да ме појача.
Марија зема кафе. И ова е најболја светло што го имаме видено последниве 5 километри. И мислам дека се ближиме при крај со рутата. Тука е боле светло. Значи да Јурумлери, Мрадино, Кадино, Сланина, Илинден, Хиподром Мостот, Инџиково, Ченте и мислам дека тоа ќе биде тоа. Значи покрај Шини, уште вдека не бевме, мислам дека цело Скопје уздуше попреко го стартавме. Ова више не е ни Скопје. Да, бре, тоа е периферијата на градот Скопје. Населба Голце. Гоце Делчев. Финишт. Кај идеме се, Марија? Јумеви. Брат, влеговме у 15 саат као идеме пешки, така да не сум брат ни за да се снимам, ни за ништо. И ги кажав локациите, така да не бе, Марија и колите на сред улица идеме. Ај, чао. Значи гледате табла, Велес, И Велес не е далеко. Долно Лисиче и Драчево се десно. Ај сега заебете во коментари Драчево. А ние треба да идеме лево на Кадино. И да. Оу, не брат. Нема брат кола, не сме со кола, значи уште идеме пешки, така да не знам што да кажам. Немам зборови, нема ценова. И лезе камче брат, после 15 сати, камче лезе. No chance. Што направи се соп? Нема ценова 10 сати брат. Имаме макс сила уште 2-2,5 сати пешки да идем. Имаш сила уште да идеш? Закривам се, ама... Цапа. Call me. Yeah. Send me location. Doesn't matter. Значи, многу кул населба, барем така ми изгледа. И више нема пат натака. Let's go! Гледавме нов сопатник. Без зборови сум луѓе, значи лајкнете и сабскрајбнете се ако ништо друго за трудот. Значи не сваќате колку е неиздржливо и напорно. Не дојдеа заборавеното село на Атлантида. Види го гавранот. Ај. Значи не влагаме на селбата, поминавме од ке затворот, само таму не снимавме. И влагаме у Кадино за едно 10 минути. Врне, и тоа опасно врне, дури немава ни фокус веќе. Значи на автопат сме, пак, после 15 сати. Да. Радо би да се фрламе тука. Але? Как идеме до таму? Па, надвожњак има доле, брат. А, не, може од таму. Уште е брат со нас. Не се предава и он. Не дај се чамиле, ожени се чамиле, ичи чеш у боли живот, леп живот. Идеме на бензинска да искулираме. Глушат. Ти не си ти. Па си гладен. Дечки е надвор истора, место на Лукоел Петровец. Саатот е 11 скоро. Не знам неколку сати се веќе тоа. Чекаме да преврне малце, што најако нема на бензинскава ни штекерите на работа. И јас знаев дека ќе врнат лека, па земам водоотпорни алишта, ама Марија. Значи сите да се сабскрајбнете кај нејзе, да што покажа дека има муда до земја и не кажа ни еднаш кај не се пожали ни ништо, што мене ми изненади, има респект голем. Така да, ако преврне, ако имаме батерија, нешто ќе смислиме и ќе направиме. Каков компир, друже. Ова иде у клип. Не можам да кренам поише до ногата. Што ти се деси? Ми се скина патиките од што имаме. Зумин, брат. зумин, види. И И другата малца. донации, брат, за Марија иде. Не постојам. Едва и живе. Не постојам. Значи, Јас снимав преска компир, јам на чарафата. 25 минути. Ја немаш. Се пресоблекував. Не можам ногата да ја кренам. 8 Сајер, 23.
Абе, ќе тргаме? Не. Зашто? Бори се, френде. Френде, 50 километри, френде. Не се 50, помалце се, брат. Е, Помалце се, бе, брат. Имам уште 7,5 сати, брат. Не се предавај сега, брат, значи на поеш од пола пат. Не можам да одам. Сериозно си? Абе, не можам да станам. Ајде одмориш малце. Значи, точно е на полноќ. Марија отидува да ја земат, пошто не може веќе да стане. Јас сепам сам по автопат, така да се гледаме. Значи, живо пиле нема. Дали мислите дека сум се усрал? Прашањето е да се усрав. Од прилика, Google Maps ми вика дека за 3,5 би требало да стигнам ученто. Имам некои 70,000 чекори. Иначе уште 30 ми фали. Така да на овој телефон имам батерија. Другиот се надевам дека ќе сретнам уште некоја бензинска да напунам, за да можам да ставам и бубици и све да можам да ви снимам како што треба. Да, еве гледате како шибаат колите, а јас сум на автопат, нема друг пат, другиот е со многу кружење. Вака ќе поминам само низ Илинден и низ Джикова ќе се убацам за накеченто. За живее Nike и водоотпорните јакни. Инаку да, за жал Марија не можеш да го проложи челенџот. Fair play за не да што издржи волку, ја не очекував искрено дека ќе издржи волку, не се жалеше, само едноставно веќе откажаа нозете. Така да јас собрав некоја сила и мислам дека реално заслужувам поддршка за ова што го правам, значи 20 кусни сати нон-стоп одење, скоро сите населби во Скопје поминате и општински и приградски и многу културен станав, општински и приградски. Браво. Така да лајкнете и се гледаме кога ќе бидам у Илинден на клучката ке Белви. Инаку ставив слушалки, знам дека не е баш најбезбедно нели на автопат. Уопште не е безбедно ни пешки идете, така да немој да ви бидам јас некој нарав или дол. Мислам многу паметен станувам ја после 12, тоа сигурно со моите идеи, ама тоа што сакам да ви кажам, немам нешто интересно да ви покажам освен автопат како идам пешки. Али ненормално дува ветер и врне, што го прави челенџот уште потежок. Изгледа многу као криминалец, батонга. Иначе да, имам уште сила и не се давам, да знаете, маму ви ебам, не се давам, идам до крај. Буквално кола нема на автопат и можам лагано на сред автопат да си одам. Шта е, пичке, стиго Милуновиќ, идемо батонга. Идемо се трчам, радури, трчам. Не се давам, бе. Инаку саатот е 1 и ја уште не сум ни кај Б од Белви. Б од бензинска исто не видов. Ама не се давам, брат. Тоа е тоа, идеме дали. Дечки, еве таблата. Такозвано фала курц. Значи не знаете колку истора и патиките ми се лом и јас сум цел жива вода и не можам да видам ни колку е саат, ме мрзи да ја повлечам ово зашто врне им покари и телефонот. Така да многу ми е криво спреј што не знам некој графит тука да удрам, ама јеби га за нареден пат. Така да мислам дека саатот околу 1 и нешто, така да мислам дека Инџиково е наредна локација и после тоа ќе биде одјавата. Се почнав да имитирам Марија, почнав ја да цапам. Не можам више никако да се појави пред мене мостот што е за на Инџиково. Нема предавање, брат. Сме решили и идеме до крај, брат. Така да се јавам у Инџиково ако стигнем некаде. Јао, јебем ти семе и племе, јао. Дечки,
Уште многу малку ми фали до целта. Значи, влагаме пак у гази баба, искочивме од Илинден. Се надавам дека имам, мислам дека некој 85-89 чекори. Чим застанам негде под Стрија, пошто сум на автопат, ќе ви направам еден скрин. Дечки, не знаете колку сум стрекен, како седмица на лото да ми се паднало. Како со сите од Ким Кардашијанс, тие Кардашијанс фемили, како со сите да сум искочил. Значи, еве го мостот, еве го Инџиково, и ова е последна станица до Ченто, така да ви јавувам чим влезам у Инџиково и истора уште јас се цедам. Еве сум у Инџиково на игралиште и мислам дека целата е завршена, освен тоа ја што цапам у као, цапам со нозе, све ми е мокро, мислам дека патикеве можам да ги фрлам комотно у ѓубре, така да барем за тие енките лајкнете. Значи не можам да ви добавам колку е тешко ова, значи морам да свртам и пред нас. Мислите дека не звучи многу као 100.000 чекори низ Скопје, али у едит сега кога ќе видите што све и колку све не поминав, колку све населби поминав и што све поминав, и со толку малку паузи, мислам дека е за респект. Ева го луѓе, Методија Андонов Ченто. Не знам што да кажам, јас сум презадоволен од видео. Знам дека ќе го изедитирам најако на свет, зашто ова ви е роденденски поклон од мене за вас. Пишете како ви се допадна видеото, пишете што сакате да снимаме следно. Реално, вака изгледа на хартија многу лесно да се спреми вакво некој видео, а математиката и што као ќе се деси у текот на видеото е сосема различно. Значи, плюс, ете им, за Марија ми е многу криво што не можеше да продолжи до крај, али тоа за девојче е сосема доволно што го изведе она денеска. Стигнам дома да се истуширам, да фрлам ова све за перење или за ѓубре, не знам како ќе биде. Пак ја кажам, лајкнете, сабскрајбнете за да гледате вакви видеа и времево и се, значи максимумот го извадив што можеш да го давам од самиот себе си. И што сакам друго да кажам, сега кога ќе стигнам дома ќе ви сликам и на вага, само да се слуширам, да видите и тоа разлика. Така да, дечки, тоа би било тоа за ова видео и се гледаме наредно. Поздрав, батонги! Come on, Rocky! Yeah, you bring me the fucking champion. Yeah. Значи, брат, трчам на себе, ова трчам да знаете уште. Тоа е менталитет, сине. Да. Ај, чао!